Завршувајќи ја својата дводневна посета на Зимбабве во областа Матобо, погодена од Ел Нињо, помошникот генерална секретарка на Обединетите нации Ирина Гелани апелираше до меѓународната заедница за 430 милиони долари за да се олесни несигурноста во храната во јужноафриканската држава. Гелани, која е и координаторка на Обединетите нации за климатските кризи за влијанието на Ел Нињо, за Гласот на Америка изјави дека повеќето земји што ги чувствуваат топлинските ефекти од климатските промени не го предизвикале тоа. Африка има произведено помалку од 4% од емисиите на стакленички гасови, но сепак можете да видите овде во Зимбабве, а потоа и во овие јужноафрикански земји огромно влијание. Треба итно да инвестираме во заедниците, а владите кои ги поддржуваат не само што ја облажуваат климатската криза, ги намалуваат емисиите, но исто така затоа што е тука денес, помагајќи им на заедниците да се прилагодат на промените што ги гледаме. Природната климатска шема на Ел Нињо ги погодува јужноафриканските земји со децении, но сушите доаѓаат почесто и со поголем интензитет во последниве години како што се зголемуваат глобалните температури. Една од засегнатите е Бекезела Дубе, мајка на 4 деца, која сега зависи од чудните работни места за да преживее, бидејќи сите нејзини посеви биле изгорени од сонцето. Овогодинешната сезона на дождови беше навистина многу лоша, бидејќи немавме доволно врнежи и не успеавме да собереме ништо од нашата нива. Дури ни лубениците не успеа да пораснат. Светската програма за храна вели дека 5 јужноафрикански земји – Лесото, Малави, Намибија, Замбија и Зимбабве – ја прогласиле сушата за национална катастрофа. Ангола и Мозамбик исто така го чувствуваат влијанието. Луѓето зборуваат за суша, што е потешка отколку што ја виделе во 40 години во земјата. Гледаме слични работи во дополнителни 6 земји во Јужна Африка, каде 27 милиони луѓе се соочуваат со глад оваа година поради ситуацијата со Ел Нињо. Следната жетва во Зимбабве не се очекува до март. Обејча Пусира, координатор на областа Матобо, вели дека владата на Зимбабве се обидува да ги ограничи ефектите од сушата во неговиот округ, каде што 45.000 луѓе добиваат бесплатно жито и низ целата земја. Ја започнавме и програмата за бошење бунари. Повеќето од нашите бунари во областа се сезонски, повеќето од нив почнуваат да пресушуваат. Имаме компаративна предност што имаме многу песок во нашите реки, па вадиме вода од тој песок и смислуваме шеми за вода со цевки. Владата се надева дека овие напори ќе произведат доволно вода за градинарските култури, за да се осигура дека заедниците имаат урамнотежена исхрана додека ги чекаат следните дождови кои се очекуваат кон крајот на октомври.